Многу луѓе ни кажаа дека името на нашата фирма е влезено во голема интернет измама, сведочи Милан Савов од компанијата SmartClick, че име е злоупотребено во големата измама на интернет, која ја разоткри А1. Во МВР направиле само записник и од тогаш немаат слушнато никакви нови информации од полицијата. Ја кога направи записник за целиот случај, репортиравме на WhatsApp, комуникацијскиот канал кој што е користен од страна на тие луѓе рекрутери, и плюс репортирав и на луѓето кои што беа контактирани, некои веќе се поврзаа изгледа само со тие лажни рекрутери. Може би сите кои што ми се јавија, свесни дека се јавија да ме предупредат на еден начин дека не се случува. Но не е злоупотребено само името на неговата компанија. Се користат имиња како на фирми од Македонија, така на компании од регионот кои работат со оптимизација, бидејќи така измамниците се представуваат на жртвите. Во меѓувреме лицето кое на WhatsApp на А1 се представи како Адам од Cygnus International, веќе една недела ја нема користено апликацијата. На Telegram пак е различна приказната. Рецепционерката Лара е активна и откако излеговме од групниот разговор каде ги испраќаат така наречените задачи, прашавме колку имаме заработено. Очекувано, нема ниту одговор, ниту пак префрлени пари. Луѓето се загрижени од каде измамниците ги наоѓаат нивните телефонски броеви. На некои им се вели дека се најдени, бидејќи аплицирале за различни онлайн работи на американскиот пазар, додека пак на други им се избегнува одговорот. Американските броеви кои ги контактираат граѓаните се запишани како бизнис сметка на WhatsApp. До Министерството за внатрешни работи пак досега нема пристигнато ниту една пријава од граѓани, иако полицијата охрабрува да се пријави секоја злоупотреба и измама. Во секторот за компјутерски криминал до моментов не се евидентирани такви пријави, велат од МВР за А1. Дел од граѓаните со кои контактираше А1 велат дека не пријавуваат од страв, иако е направена штета на нивниот буџет, но и поради тоа што се сомневаат дека парите кои ги префрлиле преку апликациите за тргување со криптовалути нема да си ги вратат назад.